Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: изложба на фотографии и уметнички слики кои го прикажуваат Тетово во моменталната состојба, но и идејното решение преку кое градот би добил свој парк. Премиерот Димитар Ковачевски презентираше 2 пакета за помош на граѓаните. Санкционирани 4 алкохолизирани возачи на подрачјето на СВР Тетово при акциска контрола. Фотографии и уметнички слики кои го прикажуваат Тетово во моменталната состојба, но и идејното решение преку кое градот би добил свој парк, беа изложени во поранешниот дом на Арама во Тетово, во рамки на изложбата организирана од иницијаторите на Тетово Сака парк. Како изгледа Тетово денеса, каква идејата за град кој има зелен појас, односно свој парк. Овие моменти беа овековечени на низа фотографии и ликовни творби, кои беа презентирани на изложбата организирана од страна на иницијаторите на Тетово Сака парк. Изложбата беше отворена во 19 часот во просториите на поранешен дом на Арама, сега простории на музеот на Тетовскиот крај. Целта е преку уметност и креативност да се долови потребата од градски парк во градот под шара. Иницијативата Тетово Сака парк во соработка со уметничката работилница на Глигор Кондовски и Славчо Максимовски денес прави еден од серија настаните кои што се промотивни за самата иницијатива и за самиот граѓански предлог, кој што значи да добиеме како граѓани прв вистински градски парк во Тетово. Представени се фотографии и ликовни цртежи на повеќе учесници на нивната работилница, кои што покажуваат практично колку мртво, колку сиво, колку безживотно изгледа градот под бетон, а колку во детското око дава живот, дава прекрасно чувство на сигурност зеленилото, кое што значи здрава животна средина, здравје за самиот млад човек. Мислам дека тоа доволно ќе покаже денес и во очите на нас повозрастните колку значи зеленилото и здравата животна средина за младиот човек. Денес имаме и фотографии кои што го прикажуваат просторот кој што е предложен опфат за новиот градски парк, кој е во руинирана и лоша запуштена состојба, кој се наоѓа во доминантна државна собственост од 87% и на кој што ние како предлагачи сметаме дека идеалното место каде што може да се формира првиот градски парк со најмалку проблеми кои што патем како административни прашања треба да се решаваат. Ликовните творби ги изработиле децата, кои се дел од ликовната работилница на Славчо Максимовски и Глигор Кондовски. На ова изложба со тема Тетово Сака парк работеа деца, основци претежно, кои што го изработеа во еден дел каков е градот, односно во каков хаос живее градот и од друга страна како тие како најмлади членови односно жители на градот сакаат да го видат понатаму. Преовладува зелената боја, што значи дека и на нив и на секој од нас им треба повеќе зеленило, повеќе парк, за да можеме да живееме нормално и да дишеме почист воздух и за да подобра иднина за секој од нас. Помина околу 2 недели откако предлогот од иницијативата беше доставен до локалната самоуправа во Тетово, а иницијаторите сметаат дека поддршката за идејата е голема и работите се движат во нагорна линија. Премиерот Димитар Ковачевски презентираше 2 пакета за помош на граѓаните. Тој кажа дека има 26 мерки поделени во 2 категории. Се намалува ДДВ-то, се воведува маржа, се намалува акциза за поевтини горива. Владата предвидува и субвенции за струја, како и ваучери за загрозени категории граѓани и пензионери. Во делот на мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните и ликвидноста на компаниите се следниве. Ја намалуваме повластената стапка на ДДВ за основните производи за човечка исхрана од 5% на 0%.
Основните производи на кои ќе се однесува оваа мерка се леб, шеќер, брашно тип 400, сончогледово масло за јадење, трајно млеко, свежо месо, ориз и јајца. Ги замрзнуваме маржите на основните производи за исхрана. Со оваа мерка спречуваме создавање на наднормален профит, а ќе се влие на ублажување на влијанието на ценовниот шок врз одбрана категорија на прехранбени производи. 3. Предвидуваме субвенции, односно ваучери за најранливите категории на граѓани за основни производи за исхрана. Тоа се ваучери во вредност од 1000 денари месечно за период од 3 месеци за околу 35.000 граѓани. Истите би се користеле за купување на основни производи. Воведуваме автономна мерка за увоз на основни прехранбени производи и суровини, кои имаат царински давачки од сите земји. Односно ги укинуваме царинските давачки за увозот на основните прехранбени производи и тоа за сите земји. Ја пролонгираме примената на повластената даночна стапка од 5% за прометот со електрична енергија кон домаќинствата. Како и досега, со оваа мерка го ублажуваме ценовниот удар од растечката цена на електричната енергија на светските берзи и го штитиме животниот стандард на граѓаните. Оваа повластена даночна стапка ќе важи до декември 2022 година. Препорака за менување на методологијата за утврдување на цена за домаќинства и мали потрошувачи кои се на регулираниот пазар за електрична енергија е следната мерка. Нова методологија која ќе обезбеди пониска цена за електричната енергија за домаќинствата кои се најпогодени и за малите потрошувачи. 7. Ја продолжуваме програмата за енергетска сиромаштија. Оваа мерка вклучува субвенции за потрошувачка на енергија за сите домаќинства корисници на електрична енергија. 8. Ги субвенционираме пензионерите. Субвенциите за пензионери се во вредност од 1000 денари за 3 месеци или вкупно 3000 денари кои би се користеле за купување на основните производи што произлезе од социјалниот диалог кој што го имавме со Сојузот на Сдруженија на пензионери. Го продолжуваме субвенционирањето на цената на електрична енергија за регулираниот пазар за домаќинствата и за малите потрошувачи. Со оваа мерка ги штитиме потрошувачите во периодот на значителен ценовен пораст на електричната енергија, која во моментов е со рекордни цени на светските берзи. Новинарот Дејан Андоновиќ ја анализира ситуацијата со оглед на тоа дека веќе тече 14-тиот ден од руската војна инвазија врз Украина. Тој вели, Путин не може да ја добие војната во Украина, но не смее да ја изгуби. Буквално на новинарски би рекле Путин не може да ја добие оваа војна, но не смее да ја загуби и под таа премиса се случуваат некои веројатно разговори на некои тајни канали, бидејќи до сега оно што можеме да го видиме во јавноста е следно. Ретерирање на Зеленски кој вели може би нема да одиме во НАТО и подготвен сум да разговарам за Донбас и Крим. Статусот. Зошто го велам ова? Бидејќи една од причините, ќе потсетам, за руската војна инвазија врз Украина е заложбата и тенденцијата и апетитите на Киев да оди кон НАТО, значи сега Зеленски ретерира, и втората работа е барањето да се врати под украински суверенитет Крим, па сега одскоро и Донбас, односно Донецк и Луганск, зашто Зеленски излезе и вчера рече дека е подготвен да разговара и подготвена и најавува дека наскоро нема да влезе во НАТО. Тоа ми се чини се некои мали победи на Путин, кои веројатно се врз база на деескалација во смисол на вклученоста на Западот, бидејќи сашто да не се лажеме, ова што се случува, освен што Русија е блокирана од сите страни, и на светот му прави проблем, еве имаме проблем со цената на нафтата и гасот, иако председателот на САД Бајден најави забрана за увоз на руска нафта, европјаните тоа не може да си го дозволат, барем не сега во овој миг, скапа е цената на нафтата и гасот и конечно гинат многу луѓе во Украина, сепак е 21 век. Во продолжение деталите од регистрираните случаи во изминатото деноноќие од страна на секторот за внатрешни работи Тетово.
Ноќеска околу 2 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово полициски службеници привеле 27 и 36 годишник, двајцата од Тетовска Голема Речица, кои се превезувале со патничко моторно возило со странски регистарски ознаки, што го управувал 27 годишниот тетовец, бидејќи се однесувале агресивно кон нив додека извршувале службени дејствија. Двајцата се приведени и задржани во полициската станица Тетово, а по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци по член 13 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Вчера околу 17 часот и 50 минути на улица 18 ноември во Гостивар, лишен од слобода бил 43 годишен гостиварец, кој претходно се однесувал агресивно кон неговата 43 годишна невенчана сопруга, со која веќе не живееле заедно. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, пошто ќе следува поднесок. Вчера исто така околу 17 часот и 30 минути на улица 120 во Тетово, полициски службеници привеле 19 годишникот Тетовска долна Лешница, поради сомнение за негова инволвираност во физичка пресметка на повеќе лица на улица Маршал Тито, во близина на Тетовски трговски центар. Случајот во 18 часот и 50 минути го пријавил 41 годишник од Тетовска Палатица, чиј малолетен син бил физички нападнат од неколку лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Денеска во 9 часот и 5 минути во СВР Тетово пријавено е дека на локален пат во Тетовско Теарце бил пронајден починат 70 годишник од ова село. Екипа од Тетовската итна помош констатирала смрт без траги на насилство. Увид извршила екипа на СВР Тетово, а по насока најавен обвинител, телото е предадено на семејството за погребување. Санкционирани 4 алкохолизирани возачи на подрачјето на СВР Тетово при акциска контрола, спроведена вчера од 18 до 2 часот по полноќ. Вчера од 18 до 2 часот по полноќ полициски службеници на СВР Тетово спровеле акциска контрола на возачите, дали и колку од нив ги управуваат возилата под дејство на алкохол. При контролата биле откриени и санкционирани 4 алкохолизирани возачи, тројца во Тетово и еден во Гостивар, кои веднаш се исклучени од сообраќај. Изготвени им се соодветни поднесоци и одземени им се возачките дозволи. Во контролата исто така санкционирани се и 42 други видови сообраќајни прекршоци, 23 во Тетово и 19 во Гостивар. Во вчерашните планирани редовни контролни активности во Тетово пак, покрај другото, санкционирани биле 9 возачи без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. 8 возачи почетници, кои не се придружувале на законски предвидените ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот и 12 непрописно, односно погрешно паркирани возила, кои биле и подигнати од ПАЕК службата, зашто го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, најмногу во централното градско подрачје.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.